Од книгата Старец Силоан за прозорливоста и незините облици. Затварајќи ги патиштата до своето срце и поставувајќи го како стражар умот, ослободен од мечтање и размислување, но наоружен со молитва и со името на Исуса Христа, подвижникот стапува во борба со сите влијанија и помисли кои наидуваат однадвор. Во тоа се состои и суштината на трезеноумието. Неговата цел е борба со страстите. Победата над страстите, во поширока смисла на зборот, се достигнува преку исполнување на Христовите заповеди. Но ние тука ќе се задржиме на еден посебен облик на аскетска трезвеност, кој започнува дури откако подвижникот ќе помине одреден степен на духовно развивање, тоест ќе го остави првиот облик на молитва со мечтање, потоа и незинот втор облик, откако преку искуство ќе се увери во незиното несовршенство. Чувањето на умот и срцето од разни помисли бара долга и многу тешка борба. Живеејќи среде бескрајното мноштво на најразлични надворешни влијанија, човекот, поради нивното непрестојано сменување, не може да го разпознава ниту нивниот вид, ниту нивната сила. Но подвижникот во своето умно безмолвие, во своето одвојување од се што е надворешно, во деноноќно тежнење бројот на надворешни влијанија да го намали на минимум, чувајќи се притоа од љубопитните посматрања на надворешниот свет, од разни непотребни разговори и читање на книги, со сите сили го насочува своето внимание кон внатрешното битие и таму стапува во двобој со помислите. Само на ваков начин може да се препознае видот и силата на помислите, која понекогаш е колосална. Човекот со недоволно внатрешно внимание многу лесно паѓа под влијание на помислите и станува нивни роб. Определувајќи својата волја за помислата, човекот духовно се уподобува, па дури се поистоветува со духот, чија енергија се содржи во помислите. Следејќи страстната помисла, која многу често е последица на демонско делување, човекот станува орудие на демонско дејство. Умот, кој длабоко се моли, понекогаш чувствува дека однадвор се доближува некој дух, но ако молитвеното внимание не е нарушено, тој си заминува неприфатен, така што после молитвата човек не може да каже кој бил и заради што доаѓал. Понекогаш, пред длабока молитва, се случува нешто тешко за објаснување. Околу умот поминуваат светлосни појави, кои настојуваат да го привлечат вниманието на умот, кои, ако умот не ги удостои со своето внимание, тие, како да велат, јас ти носам мудрост и разбирање, и ако веднаш не ме примиш, може да се случи никогаш повеќе да не ме видиш. Но искусниот ум никако не обраќа внимание на нив и тие се заминуваат не само неприфатени, туку и незабележени. Умот со сигурност не знае дали тоа бил лош дух или добар ангел. Меѓутоа, тој од искуство знае дека ако го задржи вниманието на блескавата мисла што му е пренесена, ќе ја загуби молитвата, која потоа со голем труд ќе ја бара. Искуството покажала дека за време на молитвата не треба да се задржуваме нито на оние навидом добри мисли, зашто при таа прилика умот неизбежно ќе се сретне и со други помисли. Од тоа, како што вели старецот, тој нема да излезе чист. Губењето на чистата молитва е губење што со ништо не може да се надомести. Војувајќи за својата слобода, подвижникот води тешка борба со помислите. Исправна представа за тоа може да има само оној што и самиот нешто слично искусил. Во оваа внатрешна борба и непосредно одбивање на помислите, при што душата на неискусниот почетник може често да претрпи и по некој пораз, додека понекогаш може да извојува и победа, подвижникот има можност да го изучува карактерот на помислите, така што тој, иако предложениот греф не го претвара во дело, неспоредливо точно и најдлабоко го сознава дејството, во загради енергијата, на секоја страст, отколку оној што со неја е обседнат. Последниот може во себе и во другите да го наблюдува влијанието на енергијата на една или друга страст, но да би дошол до длабоко нејзино спознание, неизбежно треба да дојде до тој степен,
на кој се наоѓа оној што се моли со третиот начин на молитва и кој секоја страст ја запазува во самиот нејзин зачиток. Познанието на страстите, кој се стекнува по пат на нивно совладување, доведува до прозорливост од искуство. Но тука треба да се нагласи дека прозорливоста добиена преку искуството од долгата борба со страстите никогаш не може да биде така совршена, како она која се добива како дар на посебно дејство на благодатта. Со помош на првата, прозорливоста од искуство, одредени духовни состојби кај човекот се препознаваат според неговите движења, изразот на лицето, одредени зборови, начинот на молчење или разговарање, психолошката атмосфера што ја создава човекот. Па сепак, за човекот најсигурно може да се суди според разговорот со него, бидејќи во неговите зборови се пројавува големината на вистинското духовно искуство, како и она што е последица само на надворешното знаење. Втората пак, тоест благодатната прозорливост, се создава преку молитва и нема потреба за непосредно присуство на човекот. Во процесот на долготрajна внатрешна борба, подвижникот се сретнува со три вида на прозорливост. Првиот, кој произлегува од природната интуиција, која кај некои луѓе е засилена поради испосничкиот живот. Вториот, кој е последица на демонско дејствување, и третиот, кој е дар на благодатта. Првиот вид, за богобојазливиот и смирен човек, може да биде многу корисен и може да биде искористен на добар начин, бидејќи тоа помага за детално исполнување на Христовите заповеди во однос кон ближниот. За гордиот и острастен човек овој облик на прозорливост е штетен, бидејќи ги умножува причините за страсти и нуди поголеми можности за нивно задоволување. Вториот вид е многу опасен за оние што го усвојуваат, бидејќи порано или подоцна доведува до болно пореметување на душевните и духовните сили, искривувајќи го и самиот негов лик. Третиот вид е споен со голема одговорност и е извор на многу духовни страдања за оној што со него располага. На горделивиот човек овој вид на прозорливост воопшто не му се дава. Сите три спомнати вида на прозорливост предизвикуваат страдања. Кај првиот вид, тоест природната интуиција, страдањата се јавуваат како последица на засилената чувствителност на невропсихичкиот апарат. Кај вториот, страдањата се јавуваат после општиот разрушувачки и разорувачки карактер на демонското дејствување, што често се покажува дури откако ќе помине подолг временски период. Иако овој вид на прозорливост понекогаш овозможува да се прочита во наводници нечија мисла, сепак покрај сето тоа, овој облик на прозорливост нема пристап до внатрешната длабочина на човекот. Нешто посигурна оваа прозорливост се јавува во однос на надворешните случувања, но оние што ја усвојуваат им дава повод да се насладуваат со самолюбие. Вистинската духовна прозорливост е дар на благодатта. На оваа прозорливост и се откриваат длабочините на човечката душа, често скриени и од самиот човек. Оваа прозорливост во себе нема ништо психопатолошко и на оние што ја поседуваат им нанесува страдање само заради тоа што како дар Божји е полна со љубов, а и се дава прилика да ја види човековата во наводници унакаженост и пониженост. Тоа е страдање од љубов. Оние кои го имаат овој дар никогаш не сакаат да го задржат. Нив им е туѓо секое фалење и слаболюбие. Во нашето претходно изложување посебно внимание посветивме на прозорливоста која се добива преку искуство. Светите оци тоа го нарекуваат дар на расудување и го сметаат за поголемо аскетско достигнување. Неговата суштина се состои од една страна во распознавањето на причината на оваа или онаа духовна појава, тоест дали е таа дело на благодата или пак на демонско влијание, или пак е иманентна на човековото природно развивање, а од друга страна во познавањето на духовниот поредок на животот, постепеноста на духовните состојби и нивната условена вредност или значење.
Подвижниците многу го ценат овој дар, бидејќи тој се пројавува како последица на долгото искуство во борбата со страстите, искуство во големите благодатни застапништва и посети, како и во многуте искушенија и духовни напади. Овој дар е скапоцен за учителите, бидејќи непријателот сака да земе на себе лик на ангел на светлината и само малкумина успеваат јасно да го разпознаат. Познати се некои случаи кога блажениот старец Силан преку молитва прозирал во наводници во она што е оддалечено како да е сосема блиско. Или во иднината на човекот, или кога му се откривале длабоки тајни на човечката душа, зашто би можеле малкумина да посведочат кои тоа го имат искусено на себе или кои се уште се наводници меѓу живите. Но тој не само што не тежнееше кон тоа, туку воопшто и не му оддаваше некој големо значење. Неговата душа беше обземена со сострадален однос кон светот, кој беше осредоточен во молитвата за светот и во своето духовно битие. Ова љубов ја сметаше за најскапоценна од се. Честото дружење со блажениот старец ни овозможи да се увериме во тоа дека ги познаваше тајните на духот, поради што навистина беше сигурен наставник. Оние исклучителни и во историјата на црквата ретки благодатни посети со кои беше удостоен, поречиси полувековно истраен подвижнички живот, подредени грешки што ги претрпел во животот на првата половина од својот долгогодишен подвижнички живот, старецот дошол до таа мерка на спознание и до таков степен на совршенство, што му овозможило да послужи како сигурна потпора за другите. Тој ја познаваше хиерархијата на духовната состојба, тоест процесот на духовно растење, што е многу важно, а понекогаш дури е неопходно за постигнување на успеси без сопнување. Не е ретка појавата во духовниот живот на монасите и на мирјаните да се наруши или поремети оваа хиерархија. Тоа се оние случаи кога одредена духовна состојба или аскетско подвизување го задоволува човекот и тој се одрекува од понатамошните степени на тој пат, сметајќи ја таа состојба за пониска од претходната, со што поставува граница во натамошното усовршување. Старецот преку искуство го спознал духовниот пат. Тврдеше дека постојат три суштински степени во духовниот пат. Првиот – добивање на благодат, вториот – нејзино губење и третиот – враќање на благодатта и нејзино повторно стекнување преку подвигот смирение. Многумина добиваат благодат и тоа не само луѓе во црквата, туку и оние кои се надвор од неа, бидејќи Господ не гледа на лицето. Но никој не може да ја сочува првата благодат и многу малку се оние кои повторно стекнуваат. Оно што не ја познава оваа втора етапа, тоест кој опитно не поминал преку подвиг за враќање на благодатта, во суштина и нема вистинско духовно знаење. Старецот Силуан и покрај богатото внатрешно лично искуство и теоретски бил добро упатен во аскетската литература на отците на црквата. По дарот Божје, тој не само што бил верен на преданијата на црквата, туку во себе самиот ги повторил искуството на големите отци. Тој многу малку читал и не сакал да чита, бидејќи читањето му пречело во молитвата, но затоа пак сакал да слуша да му се чита, бидејќи така можел, не прекинувајќи Исусовата молитва, да посвети внимание на она што се чита. Го слушал читањето на поуките за време на ноќните богослужби во црквата, а понешто читал и во својата келија. Многу научил преку живото искуство со другите светогорски подвижници, помеѓу кои имало многумина со посебни дарби. 30 години често го посетувал својот другар, схимонахот Касијан, кој тога живеел во близина на манастирот во на Кипарисите. Отец Касијан го сакал и многу го почитувал старецот, се радувал на неговите посети и со задоволство му читал. Старецот добро запомнил многу пасоци од светоотечките списи, зашто придонело и неговото идентично искуство. Да се запомни духовното е многу тешко затоа што во духовниот живот има многу малку надворешни изрази, образци на кои материјалното сеќавање би можело да се потпре. Нели токму затоа Всезнајниот Господ своето учење за тајните на царството го пренесувал на народот по пат на слики од животот и преку приказни. Возможно е
i jedno surovatno duhovno znanje, koje se dostignuva preko nadворешно učenje, što го запазуваме кај луѓето со големо интелектуално искуство. Меѓутоа, да го свати вистинското во учењето на светите оци, може само оној кој и самиот во се пострадал, оној на кого одозгоре му било дарувано преку искуство да ги познае тајните на духовниот свет. Овој, во наводници, прост човек, преку својата длабока борба, се здобил со големо знаење за методите и средствата на подвижниците. Ова знаење, со целата неговна духовна сила, го направило од една страна внатрешно слободен од рубувањето на формата, а од друга страна го избавило од талкање по туги патики на двоумење и на разбирање на она што се случува. Паралелно со единствениот вистински пат се нудат и многу отстапувања. Пред умниот поглед на подвижникот се појавуваат многу замрсени области кои се туги на христијанството и помеѓу кои не може ништо да се разбере, дотолку во него нема божествена светлина. Удостојувајќи се во Светиот Дух да го види Христа, бидејќи од Светиот Дух воздигаат до видење на несоздадената светлина. Старецот во себе ја носил таа светлина и затоа со извонредна проникливост можел да ја разбере вистинската вистина од оние образи и привиде на вистината со кој човекот неизбежно се сретнува на својот духовен пат.